Иако од пред неколку месеци оваа зима се дефинира како тешка, за следните се прогнозира дека ќе бидат уште потешки. Но оваа зима ќе дојде и ќе замине, и не пречека неспремни. Сета енергија која ќе се искористи оваа зима, произведена од фосилни горива, ќе остави траги по природата и луѓето. Сето ова би можело да се избегне и доколку живееме во здрави и чисти градови. Каков град ви треба за да се преживее оваа состојба? На светско ниво, само одржливите градови ќе можат да си го олеснат живењето во услови на поголем студ. По дефиниција, одржлив град е оној кој има интелигентен и долгорочен пристап на соработка во справувањето со економските, социјалните и еколошките предизвици кои се јавуваат во време кога се повеќе луѓе се концентрираат во густи, компактни области, делејќи меѓу себе ресурси што и онака биле недоволни. Дали Скопје може да се запише на оваа листа? За да имаме ние одржлив развој, треба да го планираме. Да го планираме и она што значи колку жители може да има еден град и колку има потреба од тие жители. Ние како Скопје, како град Скопје, од таков неплански развој на градот, ние ги потрошивме сите ресурси. Во смисол, не е да дојде да живее. За да еден станар да има квалитетно живење, не е само станот квалитетно живење. Квалитетот на живење значи престој, деца, спорт, рекреација, паркирање, движење, инсолација. А во Скопје, колку е погласен апелот да се престане да се гради, толку повеќе се додава бетон. Затоа реторички звучи прашањето дали постои план, каде и каква зграда ќе се изгради во нашиот главен град. Дали се води сметка кога градењето згради го руши квалитетниот живот? Ние, на жалост, таа фаза ја прескокнавме и се доведе во една фаза, да не речам, на хаос во градбата. Ние практично за сите овие нови градби, ние немаме соодветна инфраструктура. Сведоци сме на возилата, дека улиците веќе ни се мали за тој број на возила. Пресеците на сите оние доводни, одводни инсталации се мали. Се приклучуваме на постојни, веќе можда 15-20 години уназад не се сменити профилите на еден од тие доводи и одводи, а ние само се приклучуваме. Заложбата за одржливи градови во светот е гласна, бидејќи на овој начин се обезбедуваат основните елементи за трансформација во општества со ниска емисија на јаглерод, со зголемување на социјоекономските придобивки. Граѓаните ќе добијат пристап до услуги и можности за подобрување на квалитетот на живот и на финансиската иднина. Во светот, зеленилото во голема мерка ја одредува цената на објектот, бидејќи со тоа, сопственикот покажува дека вложува многу повеќе за општеството. И кај нас се повеќе тренд стануваат зелените појаси, но со таа разлика што сето тоа е само декларативно. Големи грешки се што тие паркови што се градат во центарот на градот или во населбите што се, многу ретко се ставаат оние бариери, појаси од зеленило кои што ќе не штитат од бучавата, кои што ќе не штитат од загадените материи, значи што се добиваат од издувните гасови од сообраќајот. И во голема мера е голем проблем што се садат ниски или пак недоволно развиени садници и мора да се чека голем период за да се обезбедат тие услови за седење под сенка. Вака дефинираните стандарди за одржливи градови во светот се и поради опасноста што ја носат климатските промени. Ниту Македонија не е поштедена од последиците. Не така удамна бевме сведоци на катастрофални поплави. Се повеќе сме сведоци на екстремни појави. Например, забележуваме дека од година во година не се намалува количеството на врнежи и во градовите. Туку распоредот во кој што тие ни доаѓаат во одредени делови од годината, како умерено континентално подрачје, зборуваме за 4 сезони, кои што веќе и не ги чувствуваме, туку дека доаѓаат во така неправилен распоред, кој што на многу места ни укажува дека прави проблем, затоа што ние неплански постапуваме со тој простор. Уставот гарантира дека сите ние, а најмногу институциите, треба да се грижат за унапредување на животната средина. Тоа значи дека државата, покрај тоа што треба да понуди и да одржува здрава животна средина, треба и да ја унапредува. Животната средина е клучниот елемент за еден град кој се стреми да биде одржлив.
зашто во спротивно на градот му се случува она што и на човечкиот организам после инфаркт.